Почитувани гледачи, добре дојдовте во отворената програма на телевизија Морис. Денешната тема се врзува за кувањето на првите македонски монети и човекот кој најдобро ќе може да ни раскаже што се случувало во далечната 1993 година, господин Илија Поп Стефанија, кој поранешен директор на фабриката Сувенир во Самоков. Пред се, господине Поп Стефанија, добре дојдовте. Добре најдов. Добро вечер на гледачите. Поздрав многу голем кон мои сограѓани. Еден весник од 1993 година пишува: големиот тати Илија Поп Стефанија донесе прогрес во поречијето. Слушайте, тоа е поврзано со моето ангажирање и за изградбата и работењето на фабриката Сувенир за оружје и муниција. Така да таа фабрика намерно е лоциравме во подрачјето по тој простор, пошто таму континуирано се иселуваше населението ради немање на стопански активности и со таа цел имавме прво да створиме еден стопански дел, да створиме услови за живење. Покрај тоа што изградивме фабриката, изградивме богата инфраструктура, така да овозможивме не само во тоа време кога солидно работеше фабриката, не само да ги задржиме луѓето да не го напуштат веќе тој крај, него и да се доселуваат и да почне градбата со станови индивидуални и слично. Изградивме хотел, инфраструктура, патишта, асфалтирање, хотел со пливачки базен, стамбени згради за инженерите, за кадрите, така да го зажививме. Од тука е таа тема новинарите што рече, навистина го вративме животот во тој простор, а јас бев во функција на директор и актер на тоа враќање. Како дојде до ковање на парите, наврсот и реверсот на македонските монети? Па вака, ние покрај тоа што фабриката се занимава со производство на оружје и борбени средства и ремонт, вршише и сакавме и проширување, припремавме да таа работи и мирнодопски, така да нејзе и дававме додатни програми. Една од додатните програми беше кованите монети, македонски, друга програма имавме ремонт на ловачкото оружје на граѓаните, ловно оружје, огнометни средства и слично. Така во духот да што подобро стопанистуваме, ради тоа што секогаш нема потреба од борбени средства, ние фабриката ја ориентиравме да може да работи на цивилни програми. Кога нашето собрание донесе, Републичко собрание донесе одлука за изработка на монети по конституирање на македонската држава, донесе два вида на монети. Едните монети беа книжните монети од 10 и нагоре апоени, а другите беа од 0,5, 1, 2 и 5 денари, тоа беа кованите монети. Книжните монети ги изработи фабриката 11 октомври од Прилеп. Пошто ние бевме специјална металопреработувачка индустрија, гувернерот на Народна банка, Борко Стојковски, со повикување ни побара на неколку организации да конкурираме за изработка на монетите, да дајме понуди. Ние дадовме, даде понуда 11 октомври од Прилеп, даде понуда и златарата, мислам, од Крушево. Најдобри услови, комплетни, и најекономични, и најефтини, и најспремни за производство на македонските монети, се оцена дека е фабриката Сувенир. Така ние го добивме задатокот. Ево, овие се посети од нашите договарања со на гувернерот на Народна банка, заедно со директорот, чуварот на Трезорот во фабриката на Сувенир, кога го исклучивме договорот за изработка на монетите. Од кога го склучивме договорот за изработка на монетите, ние пристапивме и изработивме програма и направивме елаборат за изработка на монетите. Тоа е оригиналниот елаборат. Ова е оригиналниот дел, еден од примероците од оригиналните за изработка. Тука се дадени решењата, ево,
на како треба да изгледат монетите, нивната тежина, нивните димензии, нив големи, за да може да се изработат алати и после тие алати одат на ковачка преса, ковачката преса ги уштанцува на ронделите и се добива така коначната монета. Севте интересно е, севте ние од нас се побари да предложиме како треба да изгледат македонските ковани монети. Прво предложивме да тоа бидат нашите минали дејци, Александар Македонски со знамето на Виргинија, со слънцето, па не се прихвати тоа од страна на председникот на Републиката. Ни беше речено од гувернерот на Народна банка. После предложивме да бидат други ликови од нашето историско минато, револуционерно, да биде Гоце Делчев, Даме Груев, Питогули и слично. Не, и тоа не се прихвати. Најпосле дадовме два предлога, еден од фауната на Македонија, друго од флората. Од фауната ги предложивме карактеристичните видови на животни во нашата република, тоа е рисот, тоа е шарпланинецот, кучето овчар, охридската пастанка како емдемна во светот и го предложивме охрид со галеб за да биде за 0,5 пари. Така. Предложивме да може да биде тутунот, афионот, не се прихвати од флората, се прихвати од фауната. Така да за 0,5 пари од денар, односно 50 дени, се прихвати Охрид во позадината, Охридско езеро, галеб, што символизира Охрид како град, историја, традиција, култура, најмакедонски град, можам да речам, е Охрид со сите вредности, било од револуцијата, било од црковни, било државнички, Самуил и другите натаки. Од Авесот, од Ревесот, 150 дени и не можевме да го направиме слънцето на Виргинија 16-кратно комплетно, али 16 крати ги оставивме. Така да ја предложивме монетата прва од пола 50 дени. За 1 денар, такогер од Аверсот, оставивме шарпланинецот, како чувар, символ на чувар, кучето шарпланинец е солиден чувар на стадото, на македонското стадо, и е стварно еден добар чувар шарпланинецот, со таа логика, со таа идеја. А такогер че од Ревесот остана 1 динар, пак со 16 краци. Натака, охридската пастанка како ендемна врста, ретка како таква, ја предложивме за 2 денари. Исто со реверсот од другата страна и ја предложивме, рибата има своја лукавост, да бидеме малку поумни, полукави, попрактични во живота, да можеме да се пробиваме во светот. Досега добро се пробиваме, изгледа добро е погодено. И 5 денари е рисот. Рисот е чувар на својата територија. Секој рис ја обележува својата територија. Јас кога ги предлагав овие идеи и рисот е со логика својата територија не дозволява никој да има таму пристап. Така и ние во Македонија никој нема да дозволи да има пристап. Тоа е, а технички ја обработи службата, развојот и маркетингот на сувенир. Вака предложени беа прихватени од страна на Народната банка, гувернерот на Народна банка на Македонија, заедно со председателот на Републиката и другите фактори.
Ова елаборат ние отма требаше да се изработат алати. Ние имавме комплетната опрема во сувенир од трака на лимена се извава трондели, тоа се овие. После тие се обработени, доваѓа до овај степен за кога треба конечно да се утисни со печат на денарот и да дојде конечната форма на денарот. Ние ги имавме сите алати и за перење на парите, и за осветлување, орабување и така натака, но немавме коначната преса, каде што требаше да се со незе искоја, тоа се преси специјални, кои што имат удари негдека од 600 до 1000 во минута. И тие преси често, мислам, граѓаните имат прилика да ја гледат на телевизија, дават таа преса како брзо ги штанца монетите. Таа преса во договор со Народна банка на Македонија решивме да ја купиме, ние да ја спроведиме сувенир постапката за набавка и склучивме договор со фабриката Шилер од од Германија. И што се случи таму? Таа машина е фактички да биде својна на Народна банка на Македонија. Ја инсталиравме кај нас во сувенир после кога ја добивавме, фактички со незе и конечното ковање на парите и го вршивме. Така да сувенир вршеше комплетна обработка од трака, а можам да речам во тоа време ние добро соработувавме со западна германска фирма Дил. Таа фирма од Македонија купуваше бакар, купуваше олово, купуваше цинк, а во незин состав имаше и фабрика за изработка на бакарни легури, лимени, шипки и слично. Така да кај нив ги работевме и траките. Тие ни ги изработава траките за легурата за ковани македонски пари. Легурата е од бакар, цинк и никел, за да нема ржење. Тоа е легурата на првите македонски кари. Техничките карактеристики и големини се дадени во овој елаборат. Алатите за да се требеше да се изработат, тоа е доста прецизна техника, алатите ги наречавме во алатницата во Германија, во Штутгарт, во ковачницата за пари на германските монети. Така да, од кога ги изработавме алатите, во ковачницата веќе ги отковавме првите македонски пари. Овие се од сите првите примерци на парите. Материјалов не е од нашиот материјал што се парите, него овој материјал, овие што се примерци ковани, се од материјалите на заковање на германските монети. Од кога ги добивме алатите, ние склучивме договор со фабриката Шилер, исто од Германија. Ние со незе соработувавме и како сувенир, таму имавме и за фабриката сувенир некој преси купувано. Со незе склучивме договор за изработка на ковачката преса. Последното. Интересно, кога отидовме, се договоривме и со Шилер да 15 дена ги земи на обука македонските наши работници да се обучат за ковање на парите. Значи, тоа на предприемот и 15 дена да работат во Германија, после тоа конечниот прием да биде во сувенир и конечно да ни ја предадат машината во сувенир по незиното уградување за редовно работење. Кога одовме на прием на машината, се деси една интересна работа. Што се случи? Газата на Шилер, тоа е, сега ќе ви кажам, тоа е Дитер Милер, практички, ми подаде една монета, Тоа е ова.
една монета од 100 драхми. И тоа е кована на германски материјал. Ова монета е кована 1993 година, кога ние примавме машината. И во исто време, кога ние машина нарачавме од Германија, нарачале и грците за ковани монети. И тие издават монета со слънцето на Виргинија, со ликот на Александар Македонски, со 100 драхми, година на издавање 1990 година. Значи, знаете, то го име намерно направено, грците се познати за такви игри кои ни нас приредуваат често, за да не можеме ние нашите монети да ги дајме со слънцето. Зашто ние првите предлози беа баш со слънцето на Виргинија. Ама Киро Глигоров и нашиот председник не даде согласност ради тоа да не ги иретираме грците, да не преме проблеми, да не преме вака, така, и не ни дозволија да го коваме со 16 кракото слънце. А грците после 3 години прават со антидатирана монета од 100 драхми. Така да, тоа беше вака, за да си велам мајка да дал, некои брзо научиле дека ние ги нарачаме, па кај се погоди, во иста фабрика ги нарачаме. А ова фабрика многу е светска фабрика, е позната за ковачници од овај вид на, за овај вид на пари. Така да, зедовме, дојде таа машина, ги обучивме наши кадри, се обучија и во ковачницата, во Штутгарт, и во Шилер фабриката, кај ше зедовме, донесовме, ја уградивме машината со солиден материјал, со солидни алати, ги произведовме првите македонски ковани монети. Прво, во текот, на машините се изработуват овие рондели, така наречени, кога ќе се тие средат во овај облик, одат на ковачката преса и тога веќе ја добиват конечниот изглед на монетата. Ево како сега, шве. Овдека, како гледате, имате на разлика, тоа се 5 монети. 5 динари, 5 денари, 2 денари, динар и 50 дени. Ние отковавме во почетокот добра количина и од 50 дени. Меѓутоа се констатира од Народна банка на Македонија дека 50 дени во оптицај не игра голема улога како монета. И нејзината материјална вредност, материјалот, повеќе вредеше од номиналната вредност од 50 дени. Од тука се одлучи да не се произведуваат 50 дени, него да остане 1 денар, 2 денари и 50 и 5 денари. После тоа ево ги тие и би производевме нови пари од овие 3, тоа е на ФАО, и тука веќе се денар, 2 денари и 5 денари. Така да монетата од 50 дени ми е жал, мене најпоќе, зашто таа монета го символизира Охрид со Галевот, со позадината Охрид, со Охридско езеро, значи богатство на води, мислам дека е тоа и најфина. Да. После тоа дојде до промена. Сувенир, ево како ше е познато, за мене нестрекно заврши. Нестрекно заврши не ради ние што не работавме добро, работавме одлично, стопанесувавме одлично, него ете така се реши да се продаде сувенир во транзицијата. Многу лоша формула беше избрана за транзиција. Имавме ние една емисија со ваше во студио, јас таму комплетно и се искажав. И ден денеска сметам дека таа фабрика треба да се активира. Не мора да се активира ако не му требат борбени средства, мада му требат борбени средства на наша армија, може да се освојат нови и така натака.
не знам како може армија без логистика да има, за мене тоа е чудно, али имат. Изгледа некому му е полесно да купува, отколку да производи. Знаете, тука зависи кој како се води политика. Јас ми се чини дека во скоро време ќе дојде да таа фабрика повторно се активира. Така да, сега имате монети ковани од 10 и 50 денари. Тие се коват, Народна банка си ја зеде машината, пошто беше незина, и веќе не се во сувенир произведуваат овие рондели, него тие увезуваат готови рондели и само ги печатат, го печатат аверсот и реверсот, и на начин се кованите монети од 50 и од 10 денари. Ова, вака накратко што можам да кажам како е дојдено. Појќе ова го кажам зашто досега, ево и во прославиве кои што се дешаваат во Републикава, кажуваат за монети, ама никој, монети ви играт по джепове и во прометот се, никој досега не кажал како се тие направени и кај се прават. Како е дојдено до нивната изработка. Така да, ова е еден прилог кон оние што ги тие пари створија, што ги обработеа, кон нив малу да се знае фактички вистината. Имаше повеќе написи, ево вака пише, ево новинарите. Таврапана, 3 дена за Господа. Навистина Самоков е како локација, доста е во едно неразвиено подрачје, сега веќе солидно инфраструктурно решено, ама со гаснењето на фабриката, натака почнаа луѓето да се селат и мислам дека власта што побрзо ќе треба да најде решение и да ја активира таа фабрика. Прво ја продадоа на грците, тие ништо не направија, ги зедоа машините да ги носат во Грчка, после ги зедоа наша некоја фирма заедно со Чешка, али мислам дека се на добар пат дека да ја активират поново таа фабрика. И ковачница да си се врати во фабрика да сувенир. И не само да купуваме готови монети. Заш кошта това? Едно е да ја обработуваш како трака, да почнеш да обработуваш, друго е да ја купиш ова, скоро коштат колку и монетата. Според вас, дали постои сега можност да се исфрлат тендемските видови од кованите пари? Зашто да не? Зашто да не? Тоа постои и треба да се седне во разни, ево, кој што го славиме, разни јубилеарни прослави, други, не да продолжиме, ево, сега паунот го кларе на веројатно ради убавите перди. Јас немав таква, не е една сорта паунот. Добро, избор е, решавали исто луѓе, секое решение носи нечи труд, добро е и тоа. За 50 дени од денари, лики, ето, видиш, веќе имат промена. Не е она што било. Не е веќе фауна, него е, тоа е овај. Кај се тие 50 дени? Имав јас. Не, тука не, тие се денари. Може, да речеме, може да си дојдат луѓе од нашата историја. Така. Како што и сега, ако ги гледате германскиве монети, нивните, тие се со ликови на дејците или врвните раководители на Германија, кој како заслужил, или може да бидат сосема други. Добро, за книжните пари ги зедовме црквите, едно друго, али зато имаме многу заслужни граѓани кои заслужават да се стават на монети и слично. Па со оглед на тоа дека... Али тоа е во надлежност на тие што раководат банката, односно државата. Па со оглед на тоа дека грците си ги добиле парите со ликот на Александар на еден начин, како што само тоа тие го знаат да го направат, дали постои сега можност да конечно македонски елементи се на нашите ковани пари? По мене да. Ради тоа што грците не издават монети веќе, тие го имат еврото за промет. Ние комодно му име ние сега да си печатиме и да го издајме, зашо на монета 93-та е.
Кова на антидатир датумот е клаен 90 како да е. Јас мислам дека тоа може, ал за тоа треба да се изјаснат. И што најпосле за секоја работа не мора да ги прашаме зашто сме толку светни да мора да ги опитаме грците. Виргинија не е нивно. Не е. Се знае дека тоа е дело на Александар Македонски, на македонската држава, не е на грчката држава. И појќе нас ни припаѓа, по мене него нив. Сите така мислиме, но Смело сака малку, појќе. најверојатно е тоа прашање смелост. Добро. Никогаш не сме ја поседувале, нели? Може, тој. Мора ја поседуваме, како не ја поседуваме? Само некој не ја поседувале. Знаете, интересно е, многу е значајно кој ти е раководител, кој те води. Баш така. Зато народов на овие избори голема е работа, кому ќе му даде поверение. Од тоа зависи. Народот сака воđа да го води раководител кој што ќе баш ко родителот што се жртвува за децата, така и тој да денеска некако да на овие сега, поготово предходните, како да правило ако треби да оиш раководител за да се збогатиш. Стани министар да се збогатиш. Тоа е нонсенс, во свет го нема тоа. Али зато треба да се бират раководители кои што ево веќе имаме такви. Сега нашиве секашни раководители, поготово Груевски, председников на република носат малу почврсти одлуки и не се, например, ние фино да не го тужиме грците, да не ги тужиме, ги тужевме, го добивме. Па голема работа е тоа што го постигнавме. И со имево. Прашање е дал светските околности се така. Иначе и по мене јас не би престанал да разговарам со грците за промена на името. Што ќе разговарам? Зашто кои се тие нас да ни кажат ова е вака ќе се викате? Мене ми кажвеле нас, јас и во други, викат, ево, јас 4 пати ми е менато името, презимето. Бев поп Стефановиќ. За време кога србите беа тука од Краљевина Југославија. Дојдоа бугарите, поп Стефанов. Не ме опитаја. После ослободувањето нашите нема поп да биде, него Стефановски. И јас бев Стефановски. Никој не ме опита. После си дојде, си легна државата, си даде правото, поп Стефанија, тоа е нашето фамилиарно име, не од сега, од вајката. Така. Мама, беа овде и германците, ама тие не тврдат дека сме германци. Беа овде италијаните, ама тоа го прават србите, бугарите, грците, овие околу нас. Кои што сакат да присвојат Македонија, јас да не кажам се за историја, или токму така. И ние треби, она што е наше, посмело, поотворено, добро, овие сега артефакти што го искупиви ниједно друго, да му докажеме на светот кој сме, што сме, мада доста од светот знае кој сме, што сме. Него така и му интересува политиката и така. Господин Илија Поп Стефанија, јас ќе ви се заблагодарам за присуството. Моли. Да го ставиме народот сам да се одлучи за така своите раководители, најверојатно. Најубаво. Али мој совет е да одбери она што е најдобро. Не, што е најдобро, ма што најдобро? Што да ствара не за себе, за народот, да не оди за да стекнува богатство од кариерата, него да стекнува народот богатство. Значи, воđата треба да му возможи на народот да стекне. Благодарам и на вас. Мислам дека, ево, створивме нешто за да ги запознаеме луѓето со кованите македонски, први македонски ковани пари, монети. Почитувани гледачи, го проследивте ова издание на отворената програма на телевизија Морис. Се надевам дека ве заинтересиравте со оваа тема, се надевам дека дознавте она што треба да го знае еден секој македонец, нели на крајот на краиштата сите ги трошиме и ги користиме овие пари, па редно беше и да се открие вистината за тоа како настанале овие македонски ковани пари. Останете со телевизија Морис и следете не и во наредното издание.